majčica, kako me prečekuje, kako mi se sve portide otvorila. Pred oči mi dođa mila majčica, kako me pregrnula, kako krotko pesna pe na majelonski. Kujkja tam i tatkova, majkini te pregratki, kako ništa drugo sanoš jas i sonula. Kujkja tam i tatkova, ognjište bradedovo, povege od sena sveto i posakuva. Kujkja tam i tatkova, majkini te pregratki, kako ništa drugo sanoš jas i sonula. Kujkja tam i tatkova, ognjište bradedovo, povege od sena sveto i posakuva. Kujkja tam i tatkova, majkini te pregratki, kako ništa drugo sanoš jas i sonula. Kujkja tam i tatkova, ognjište bradedovo, povege od sena sveto i posakuva. Povege od sena sveto i posakuva. Една од жителите на селото Неволјани е и нашата позната сонародничка Мери Мајнас. Родена како Магдалена од татко Александар и мајка Ана, со братот Лери и сестрата Кристина. Основното училиште го завршува во нејзиното родно место и продолжува да се школува во Лерин, за да пак како многу млада девојка среќата ја носи во Канада, каде го запознава Вангел или Анджело Мајнас, исто така од село Неволјани, а син на Дафе и Лена Мајнас, со кој стапува во брак, добивајќи ги тројцата синови, а подоцна и 7 внуци. I ni sastojanka, mamo, za
Мери Мајнес уште од мали нозе беше влюбена во музиката, во песната. Така да со доаѓањето во Торонто таа се вклопува во фолклорната група Селјани, каде со останатите членови на групата со игри и песни македонски го афирмира македонското име, но за тоа помагаше оркестарот Тедис на чело со незиниот, сега сопруг, инаку армоникаш Анџело Мајнес. Со орото македонско, а посебно изворните македонски песни што Мери Мајнес се појавуваше со групата Селјани пред светската јавност, ги однесе речиси песната и орото низ цела Канада и Соединетите Американски држави, но и во Велс, во Велика Британија, а да не зборуваме за концерти и настапи на овде на Ексибишион, исто така на Олимпијадата во Монтреал, како и на многу други места во Торонто и околината. Подоцна таа формира и пеачка група ЕГП, представувајќи се со стари изворни егијски песни, каде се нижеа многу успеси. Mi se sobrale
Ако се спомне името на Магдалена Мајнас, на многу од нашите сонародници не им е познато, анонимно е. Но ако се спомне Мери Мајнас, дури може би и помалите деца веднаш ќе го препознаат низиното име, а да не зборувам за повозрастните. Тие не мора ни да ја видат Мери Мајнас, доволно е да се пушти низината песна и веднаш ќе го препознаат низиниот глас. Мајнас беше првата интерпретаторка имигрант од Канада која настапи на Валандовскиот фестивал